За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денешното издание на емисијата е посветено на активностите кои што минатата недела ги одржа Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на одбележувањето на Европската недела на мобилност. Имено со повеќе активности кои се одржаа на 21 и 22 септември, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја одбележа Европската недела на мобилност, а годинава УКЛО во предвидените настани, освен студентите, ги вклучи и учениците од основните училишта од Битола и средношколците. Бројните активности беа поддржани од пријателите на УКЛО, меѓу кои Министерството за внатрешни работи, Секторот за внатрешни работи Битола, Велосипедскиот клуб Пелистер 15 мај, Црвен крст Битола, Општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата и за превенција од детско престапништво, Националната мрежа за спорт и млади во соработка со училишни сообраќајни единици од основци и средношколски од повеќе битолски училишта, подпомогнати од јавните претпријатија Стрежево и Комуналец. Меѓу поддржувачите и учесниците на настанот беа Europe House Битола, Подкаст Корнер и Американското катче Битола. Активностите започна на 21 септември во студентскиот информативен центар на УКЛО. На почеток се одржа друштвената игра УКЛО Еко, УКЛО Вело, та имаше презентација за велосипедски сообраќај, симулација на прва помош при несреќа со велосипед, се разговараше на тема превенција од ученичко престапништво во поглед на правото за мобилност, а младинскиот работник Јовче Крстевски од ИМКА, заедно со млади волонтери и студенти, изработи мурал за подигање на свеста за алтернативните средства за сообраќај. 22 септември пак беше ден за велосипед. На студентите на УКЛО им се придружија ученици од училишните сообраќајни единици од основните училишта и гимназијалци. Со нивниот личен пример, тие се вклучија во подигање на свеста за користење алтернативни средства за сообраќај и помогнаа во јакнење на пошироката кампања да се фаворизираат немоторизираните начини на транспорт и сообраќај, со што се постигнува поголема безбедност и поголема сообраќајна култура. Настанот се заокружи со доделување пофалници и благодарници, а целата програма беше збогатена со друштвени игри и забава. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, во продолжение ќе имате можност да слушнете повеќе разговори кои ги водевме со учесниците во одбележувањето на Европската недела на мобилност. На почеток, тука е разговорот што го водевме со проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Со низа активности, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и оваа година се вклучува во одбележувањето на Европската недела на мобилност. Активностите веќе се одржаа во студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и во градскиот парк, богата агенда, голем број на учесници во настаните кои што универзитетот ги организираше, но за сето тоа повеќе од разговорот што ќе го проследите, почитувани слушатели, наша гостинка во емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, проректор за студентски работи на универзитетот. Добар ден, добре ни дојдовте во програмата на УКЛО ФМ Битола. Добар ден, Сонја, благодарам за поканата, секогаш ми е задоволство да зборуваме. Европска недела на мобилност на УКЛО, настан кој што не се организира за прв пат на нашиот универзитет, меѓутоа можеби за прв пат во една ваква форма. Така е, Универзитетот Свети Климент Охридски веќе 6-та година поред е учесник во рамки на одбележувањето на оваа Европска недела на мобилност. До сега, преку активностите на Техничкиот факултет во Битола, единица на универзитетот, сме се вклучували или пак сме биле носители на низа на активности. Ова е прв пат да бидеме и организатори на целодневни активности кои што ќе се одвиваат во нашиот студентски информативен центар на универзитетот. Богата агенда во која што освен настаните кои што се случуваат во студентскиот информативен центар се наведени и пријателите на УКЛО кои што активно дават свој придонес во сите овие работи што се организираат. Ме радува фактот што се повеќе се зголемува бројот на пријатели на универзитетот во
организирањето, нели, и во учествувањето на организацијата на вакви едни активности кога се покажува, треба да се потенцира заедништвото и идејата за една иста цел, како што е, нели, активноста да ја заштитиме животната средина или да се повеќе да се вложуваме кон постигнување на целите на одржливиот развој, во што е и символиката на активностите во рамките на Европската недела на мобилност. Широм светот во овие денови ќе се затвараат за возила и за автомобили цели градови и цели улици. Ние во нашите услови на функционирање сме задоволни со вакви еднодневни активности, иако сме имале и целонеделни активности во рамките на, нели, Европската недела на мобилност. Голем број на пријатели и тоа е за поздравување и тоа не радува и се надеваме дека во иднина уште повеќе ќе се зголемува бројот на пријатели на УКЛА. Идејата на универзитетот при организирањето на овие активности во рамките на Европската недела на мобилност беше освен студентите, тука да се вклучат и средношколците, но исто така и учениците од основните училишта во Битола. Подолго време, веќе цела година, ги вклучуваме битолските гимназии и останатите средни стручни училишта, не само во Битола, но и во регионот. За прв пат ги вклучуваме и основните училишта, бидејќи студентите на универзитетот имаат што да им покажат и ним. Друштвената игра Укло Еко, Укло Вело, која што ја изработија, ја дизајнира студентите на Универзитетот Климент Охридски, преку тој начин на интерактивно прашување и одговарање ќе биде интересна и за средношколците, но и за основците, и затоа ги вклучуваме овој пат и нив во активностите. Меѓутоа, ако се знае дека тоа се млади луѓе од кои што очекуваме понатаму да бидат и дел од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, нормално е да ги вклучуваме во ваквите активности за да знаат понатаму што е она што треба да го одберат како место каде што ќе го продолжат своето високо образование. Токму преку вакви настани мислам дека најдобро се доближува универзитетот не само до средношколците, туку сега веќе и до основците. Таа и целта е да не бидеме нескромни. Таа и целта да уште од пораната возраст го доближуваме универзитетот и до основците и до средношколците, бидејќи тие не можат, нели, во последен момент да се одлучуваат каде да студираат, туку со оној квалитет кој што универзитетот го има и треба да го покаже, сакаме уште, нели, во пораната возраст да ги доближиме сите активности и сите наставни, воннаставни активности, цел тој богат, нели, репертоар на активности кои што го има универзитетот до основците и до средношколците. Само така, а тие понатаму го преследуваат и до своите родители и пошироко, само така можеме, нели, во вистинска смисла да покажеме што е она што Универзитетот Климент Охридски го поседува и може да го понуди за идните студенти. Рековте на почетокот дека во рамките на ова Европска недела на мобилност има градови кои што целосно се затворени за сообраќај. Да, или па посебни улици кои што се затвораат за сообраќај. Ете, ние го имаме Широксока како пешачка зона. Меѓутоа убаво е во иднина, еве преку вакви манифестации, преку вакви настани и во Битола да се случува тоа. Можеби на еден ден, можеби не цел град, меѓутоа по големиот дел од градот, ете, да можат пешаците послободно да се движат по тротоарите, можеби пред секој што се во последно време се повеќе окупирани од возила. Убаво е точно, како што кажавте, убаво е и во Битола да се случува тоа. Јас сум среќна што и универзитетот е учесник во развивањето на свеста за значењето на вашите активности неколку години наназад и јас верувам дека во скора иднина и Битола и Широксока ќе биде во ваквите, нели, при ваквите манифестации затворен за сообраќај. Има и во Битола веќе се размислува во таа насока, има голем број на активности, предничиме во однос на некои други градови во Македонија, меѓутоа треба уште да се работи на подигнувањето на свеста за значењето на ваквите активности. Па, добро, општина Битола, или поточно вака ќе кажам, Техничкиот факултет Битола со сообраќајната насока која што има, општина Битола таму постојано има
место, можност, кадар кој што може секогаш да излезе во пресред, барем кога се работи за тие сообраќајни решенија во градот. Секогаш сме тука нели во интерес на подобри решенија, во интерес на подобри проекти, во интерес на заеднички на градот. Сообраќајниот одсек на Технички факултет Битола бил и е партнер на општината Битола во изработката на квалитетни решенија. Нели кажавме дека сите активности предвидени за 21-ви ќе се одвијат во студентскиот информативен центар, место кое што од минатата академска година започна да функционира во рамките на универзитетот, место кое што стана доста популарно не само за студентите, кои што тука има можност да проследат голем број предавања нели во рамките на проектот Укло неформално учење, туку стана и место каде што можеа да се вршат промоции, разни други предавања, средби. Се размислували сега еве пред почетокот на новата академска година што се тука ќе има, претпоставувам многу побогата понуда за разлика од минатата година. Така, благодарам Сонја на вака високото мислење за студентскиот информативен центар и што ги поздравувате сите активности. Многу се размислува за идната година. Веќе, ако се сеќавате, ректорот имаше средба со директорите на средните училишта, заеднички ручек на кој што се разговараше за тој заеднички акционен план на делување и работиме во моментот на тоа. Така што неколку пати во текот на месецот ќе имаме различни видови на активности, не само со средните училишта, но и со сите други јавни и невладини здруженија и организации кои што нели функционираат на ниво на нашиот град и пошироко. Ќе го продолжиме неформалното учење, ќе го продолжиме следењето на талентираните студенти, повторно се подготвуваме за студентската конференција и планирани се и други проекти, нели, кои што ги планираме со нашите пријатели, како на пример многу голем број на проекти во рамки на клубот за одржливо живење во соработка со Македонско-американската алумни асоциација, бидејќи ако се сеќавате започнавме проект волонтерка денес, лидерка утре, а тоа треба да им го покажеме. Како до тоа и на студентите и на гимназијалците од битолските гимназии, од другите средни стручни училишта во Битола и во сите градови во кои што делува универзитетот, Прилеп, во Охрид, во Белес, Скопје и така натаму. Практично сме пред почетокот на новата академска година, започнува на 1 октомври, уписите веќе се при крај, се очекува да се заокружи тој број на примени кандидати, на заинтересирани, на бруцоши, ќе треба да им се обратите и вие, место така и останатите од ректорскиот колегиум на универзитетот и секако се ова што се случува да им биде предочено на бруцошите. Оние повозрастните студенти, еве можеби за некои од активностите се запознати, но добро е бруцошите уште на почеток да почнат да се вклучуваат во сите активности кои што за нив се организираат од страна на универзитетот. Точно, еве веќе третиот уписен рок ни следи, ќе имаме и дополнителен четврт уписен рок. Јас сум многу задоволна од оваа бројка со оглед на сите случувања и демографски и останати во државата и со оглед на големиот број на универзитети. Верувам во зголемување на бројот во третиот и дополнителниот четврт уписен рок. А она што ќе го порачаме на студентите е критичко вклучување во студирањето уште од самиот почеток, вклучување во телата на универзитетот, во студентските тела уште од самиот почеток, следење на наставата со интерес и универзитетот е секогаш отворен за нив, дали преку студентските собранија или директно, за да ги коригираме сите недостатоци, за да бидеме уште подобри. Меѓутоа, сакам уште на почеток да укажам и да бидат свесни дека овој универзитет со својата традиција и со својот квалитет има многу што да им понуди на идните бруцовши. Не само од страна на образованието, туку и од она друга страна, надвор од училишните клуби, од студентските клуби, ќе кажеме. Дружење, социализација и многу заеднички проекти и активности, за да им го направиме студирањето убаво
и да го паметат и да им остане за цел живот. Проекторки, ви благодарам за одвоеното време. Веќе најавувате дека ќе има доста настани кои што ќе се случуваат на универзитетот, а ние како универзитетско радио сме тука да ги покриеме, што се вели, и да информираме јавноста за се оно што тука ќе се случува. Благодарам за поканата. Тука не сакаш, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм, од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа одмори во мој мир. Како јас, овој живот слика се во нас. Сакам да те викам, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ. Никој како јас. Знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти. Душа одмори во мој мир. Пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. Никој не те сака тебе, како јас те сакам тебе. Никој не те сака тебе, како јас те сакам тебе. А сега во продолжение и останатите разговори. Ќе ни се представите на почеток Сања Стаматова, портпарол на секторот за внатрешни работи Битола. и Министерството за внатрешни работи се вклучува во одбележувањето на Европската недела на мобилност. Кажете ни на кој начин и што тука во студентскиот информативен центар ќе се работи од ваша страна. Министерството за внатрешни работи и ние како сектор за внатрешни работи Битола нормално ја поддржуваме Европската недела на мобилност и години уназад сме иницијатори за активности, многобројни активности кои што ние како сектор во сите градови кои што ги опфаќа секторот одржуваме
трибини, одржуваме разни превентивни активности. Оваа година се вклучивме, значи, заедно со останатите учесници. Денес сме 21. Денес сме како гости во УКЛО. Ќе одржиме едно кратко предавање со учениците во делот од Законот за безбедност на сообраќајот, во делот од Законот за возила и возачи, кратко предавање за велосипедистите, а додека утре, 22 петок, во градскиот парк во Битола ќе бидеме едни од организаторите на манифестацијата, каде што ќе имаме и мини трка со учениците од сообраќајните единици во општинските и средните училишта од Битола и секако на крај ќе им дадеме и благодарници на учесниците. Рековте дека постојано држувате трибини, средби со младите, за да им се укаже како треба да се однесуваат во сообраќајот, нели, за да бидат безбедни тие, но и сите останати учесници во сообраќајот, што е она на што младите најчесто грешат и што е она на што треба најповеќе да внимават. Значи ние како сектор заедно со сообраќајната полиција од најмала возраст ги посетуваме, значи уште во детските градинки. Ги учиме најмалите како да се однесуваат во сообраќајот, ги запознаваме со оние сообраќајни правила и прописи со кои што тие сега како рамноправни учесници и како најранлива категорија на учесници во сообраќајот мора да ги знаат и мора да ги научат. Значи, улогата на сообраќајниот полицаец или чичко полицаец, како што им кажуваме, улогата на сообраќајниот семафор, на пешачкиот премин, исто така со почетокот на учебната година од септември ги посетуваме и првооделенците кои што за прв пат се соочуваат со тие училишни клупи, за прв пат мора да преминат пешачки премини. Тука е пред секој основно училиште полицаец, сообраќајен полицаец кој што им помага безбедно да ја преминат улицата, безбедно од дома до училиште и назад, од училиште до дома. Потоа тука не изостануваат, значи, средношколците, студентите на факултетите, на цел сектор, значи одржуваме разни едукативни предавања, организираме разни работилници, се со цел да ја подигнеме сообраќајната култура на повисоко ниво, бидејќи сите ние сме учесници во сообраќајот. Нередко, за жал, можеме да прочитаме во црната хроника дека некое дете настрадало во сообраќајна несреќа, било да е виновно тоа или некој од возрастните, но во секој случај треба да се внимава за поголема безбедност. Секако, значи упатуваме еден апел, посебно до возачите на моторни возила, да внимаваат на сообраќајните правила и прописи, да ги почитуваат сите, бидејќи сите сме рамноправни учесници во сообраќајот. Ова лето имавме многубројни превентивни активности, акцијски контроли во делот на мотоциклистите. Упатувавме апел да носат постојано кациги, поголема внимателност, да внимаваат, технички исправни да бидат како мотоциклите, така и патничките возила, се со цел да ја зголемиме сообраќајната култура и нормално целта ни е да жртвата од сообраќајна незгода, значи, воопшто и да ја нема. Добро, сега во последно време се повеќе гледаме дека младите користат и алтернативни средства за сообраќај, нели, тука се електричните велосипеди, за некого познати повеќе, за некои помалку. Во секој случај има и голем број забелешки и од граѓаните за тоа како младите ги управуваат овие возила. Значи, еве да искористам приликата да упатам навистина посебен апел да внимаваат при управување на тие електрични велосипеди, бидејќи знаат и тие да бидат невнимателни секако, да. Невнимателни и да предизвикаат несакајќи некоја поголема сообраќајна незгода, каде што би имало и некои потешки последици. Апелот веќе го кажавте, очекуваме сите, не само младите, туку и возрастните, да го почитуваат, да внимаваат во сообраќајот. Секако упатуваме посебен апел до сите учесници во сообраќајот, до пешаците посебно да бидат внимателни, да преминуваат на пешачки премин, да ги почитуваат сите сообраќајни правила и секако колку што можеме повеќе да се трудиме да пешачиме, да возиме велосипеди, бидејќи тоа е и целта на оваа Европска недела на мобилност, да преферираме поздрав начин на живот и нормално да ја збогатиме животната средина, да ги нулираме сообраќајните незгоди, секако тоа ни е и приоритет нас како Министерство за внатрешни работи. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. Сузана Елковска, председател на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Битола. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Битола, СВР Битола, ректоратот УКЛО, Народна техника Битола,
Националната мрежа за спорт и млади и уште 15 организации кои работат на подигнување на свеста за користење на алтернативни превозни средства, овие 2 дена на 21 и 22/9 организираме настани во рамките на Европската недела на мобилност. Настаните, кои се организираат во повеќе европски земји па и кај нас, имаат за цел развивање на сообраќајно-техничката култура кај нашите сограѓани, за што помалку користење на автомобил, а се повеќе друг вид на превозни средства како велосипед, општински јавен градски превоз и слично. Колку младите кај нас се заинтересирани и сакат да ги практикуваат овие превозни средства? Јас мислам дека свеста полека од година во година се крева и како Општински сојуз, како Народна техника, како СВР Битола, како повеќе чинители кои што сме во општеството, работиме на ова проблематика, организираме и други видови на активности. Например, во детскиот семафор се вклучуваат минимум 200 ученици од основните училишта и спроведуваме и други акции кои што се поврзани со алтернативниот велосипедизам. Тука се мора да ги нагласам и работата на спортските клубови, велосипедските спортски клубови, кои исто така придонесуваат за развој на велосипедизмот и алтернативниот сообраќај кај нас. Во секој случај, ваквите настани се само мотив повеќе и чекор повеќе да се заинтересираат младите и да почнат навистина да практикуваат велосипедизам онака како што треба и секако да учествуваат во сообраќајот на безбеден начин. Почитувањето на правилата и прописите и како велосипедисти мораме да ги практикуваме во секојдневното возење на велосипедот или другото превозно средство, значи почитувањето на правилата и прописите во сообраќајот важат за сите подеднакво и треба да се почитуваат од сите подеднакво. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вам. Понекогаш сакам да можам да го натерам времето да запре, да застане во моментот каде што сме, такви како што сме. Понекогаш сакам да спакувам куфер, да избегам од овде на автобат, со гласна музика да отворам прозор и да викнам на глас. Не ми треба ништо повеќе, не ми треба ништо повеќе од нас. Ако не може ништо да се промени, што и да е, ние сме си доволни. Ако не може ништо да се промени, само ние сме си доволни. Само ние сме си доволни. Само ние сме си доволни. Понекогаш јас само сакам да сум сама, насамо со тебе, далеку од се што постои цел свет, да го заборавиме. Не ми треба ништо повеќе, не ми треба ништо повеќе од нас. Не ми треба само ние сме си доволни. Не ми треба ништо повеќе, само не ми треба
представите на почеток? Сашко Ванчевски, секретар на Велосипедска федерација на Македонија. Европска недела на мобилност, вие нормално морате да бидете вклучени во една ваква активност. Да, веќе повеќе години во склоп на Европската недела на мобилност, Велосипедската федерација во повеќе градови каде што партиципира со своји клубови кои се членови на федерацијата, организира слични настани. Велосипедизмот потсеќа на многу мобилност на лицата кои го практикуваат и непосредно сме вклучени, веројатно тоа е една од главните причини, спорт, рекреација, користење на велосипедот во сите секојдневните намени, од економски причини, од побрз сообраќај, незафаќање место за паркинг, економичност и ред други работи. Сега за прв пат и заедно со УКЛО вклучени во реализацијата на активностите кои што се предвидени. Тука има презентација на тема велосипедски сообраќај. Многу ми намисла дека возењето велосипед е многу едноставно, се качуваш и возиш и стигнуваш од местото А до точката Б. Меѓутоа треба доста да се знае и да се внимава, нели? По покана на велосипедскиот клуб 15 мај Пелистер од Битола, се вклучуваме заедно со факултетот во овој дел. Ќе објаснувањето за сообраќај од велосипедскиот сообраќај, за жал, во нашата држава инфраструктурата не е на завидно ниво, мада има напори да се таа подобри. Сведоци сме во развиените западноевропски земји дека тоа е многу поедноставно затоа што постојат велосипедски патеки кои се наменети само за велосипеди. Сообраќајната култура воопшто и од сите учесници, вклучувајќи ги велосипедистите, не е на високо ниво и секогаш потенцираме во сите настани дека велосипедистите се една од најзагрозената група на учесници во сообраќајот. Почитувањето на сообраќајните правила не значи само она што е сигнализација, него има и една непишани правила кои велосипедистите ги практикуваат. Оние кои малку почесто возат знаат дека тоа е со гестикулација на рака или било што да се направи некоја помош. Главната причина за незгоди во сообраќајот каде што се учесници велосипедистите, секако дека виновници има од двете страни кога има проблем, но подебелиот крај, условно да кажам, секогаш го излекуваат велосипедистите затоа што на велосипедот се незаштитени. Брзините со кои се постигнуваат со модерните велосипеди се прилично големи. Апелираме на користење на заштитна кацига која и како знае да помогне во несакани падови. Значи, тие се некои делови од светлечки осветлување на велосипедот при намалена видливост и сето тоа се работи на кои на велосипедистите ќе им помогнат да бидат на некој начин побезбедни во учеството на сообраќајот. Да, и сами откажавте дека во последно време се повеќе имаме млади, но и во возрастни кои што користат алтернативни велосипеди, електрични велосипеди. Реакциите се од сите страни тука, како од оние кои што ги користат, но и од останатите учесници во сообраќајот. Оние кои што ги користат велат немаме доволно патеки, немаме безбедни патеки, а останатите велат се движат. Тоа што го имаме не го зимаат. Популарноста на велосипедизмот или возењето на велосипед е многу атрактивна во последните години. Таа трендовска тој тренд се појави и кај нас, посебно би потенцирал периодот пост короната или во периодот на короната. Луѓето едноставно, скоро голем дел од луѓето набавија велосипед за да се движат и да прават, и овој тренд сега, например, зголемувањето на бројот на велосипеди на светско ниво, секако и кај нас, допринесува за овие патни инфраструктури кои ги имаме, да дојде една група на учесници во сообраќајот кои на останатите кои навикнаа, условно да кажам, покомотно да се движат на патиштата, да им биде сега да имаат нови учесници во сообраќајот. Апсолутно дека мора тоа што го имаме да го искористиме заеднички, на никој нема право или привилегија да го користи единствено патната структура која е регулирана, нели со закон се знае на кои патишта може да се вози велосипед,
Ама на таму каде што ни е дозволено да возиме велосипед, мораме заеднички да се потрудиме да се почитуваме пред се едни со други, дали е велосипед, моторно возило или било кој друг учесник во сообраќајот. Кој ќе биде вашиот апел до сите учесници во сообраќајот? Не зборуваме само за велосипедистите или можеби посебно за нив? Па секако вниманието е предуслов за безбеден сообраќај за секој учесник. Јас како долгогодишен тренер по велосипедизам, при работа со млади велосипедисти кои доаѓаат, првиот разговор ми е да ги убедам дека они ако не се заштитат затоа што се најнезаштитени, примерно на велосипед нема никој да му запри додека се претисуваат две моторни возила и било кој, доколку велосипедистот не се, условно кажам, во некои ситуации не се тргне од патеката за тие да поминат. Значи, се менува и таа свест оди на подобро. За среќа, помладите учесници во сообраќајот кои не возат велосипеди се потолерантни од повозрастните, веројатно комоцијата на повозрастните им беше нарушена, но во секој случај вниманието во сообраќајот од секој еден учесник е многу главен предуслов за посигурен сообраќај. Битолчани велат, ајде ќе одиме, ќе се возиме со точаците, да се зголемува бројот на оние кои што ќе користат велосипеди, меѓутоа да ги користат онака како што треба. Па претпоставувам дека во секој урбан град, така и во Битола, доколку имате потреба да отидете во град и да завршите некоја работа, велосипедот е идеално средство да го направите тоа. Не мислите за паркинг? Предпоставувам дека во градот е решено просторот со оние помошни средства за паркирање велосипеди, не трошите гориво, значи постојат велосипеди за секаква намена, не мора да е тоа спортски, може едноставно да е велосипед за секојдневна употреба. Веројатно луѓето ќе сватат дека е подобро место да запалат кола и одредено време да бараат паркинг, дека е подобро да испланат со велосипед и да си ја завршат побрзо работата. Ви благодарам за разговор. Благодарам и јас. На активностите кои што ги превзеде Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на одбележувањето на Европската недела на мобилност, со своја презентација и господинот Илија Василевски, преседател на Советот за превенција од детско престапништво. Ќе ве поздравам и добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио УПФМ Битола. Благодарам за можноста да кажам неколку зборови за вашето радио. Вие пред присутните тука во студентскиот информативен центар на почеток кажавте нешто повеќе за овој совет, која е неговата улога и што се работи во советот практично. Да, советот е составен од многу институции, ева накратко училишта, полиција, центар за социјална работа, обвинителство, суд, невладин сектор. Нашата улога е како да се координираме сите меѓу нас, како да разменуваме информации и како нешто да направиме и за превенција, меѓутоа да помогнеме и оние малолетници кои веќе направиле некој престап, како тој престап да не биде без повраток. Значи да ги вратиме повторно назад во нормалната популација за да можат понатаму да се оградат животот на побезболен начин. Се разбира дека младите грешат, дека младите прават и престапи. Јутоа нашата улога е како ние сите заедно да се координираме и да не дозволиме да продолжат на тој пат. Има ли податоци колкаво е тоа детско представништво, еве да речеме, во нашата општина? Прецизни податоци ние ги обновуваме. За оваа година треба сега да ги добиеме најновите податоци. Поголем проблем имаме во средношколската младина, или тој период од 15 години до 18. Таа фокус група ни е по-специфична, каде што поприсутна е и дрогата, поприсутна е алкохолот и другите негативни појави. Основното образование сколку толку е, да речам, во поповолна позиција. Предпоставувам дека родителите имаат поголема контрола во овој период и училиштата и така натаму. Но еве нашата улога е таа
да се мобилизираме колку што можеме повеќе, да понудиме повеќе позитивни активности, меѓутоа интересни. Ние имаме и многу активности кои најверојатно и не им се интересни на децата, мислам на младите, па сакаат повеќе возбуда, сакаат повеќе нешто поинтересно и пристапуваат и кон негативни активности. Во вашата презентација кажавте дека можна е важна соработката со родителите на децата, но исто така и соработката со училиштата, со невладиниот сектор. Рековте младите може би сакаат повеќе забава, но добро е кога ја има забавата да не ги надмине или да не ги помине границите кои што се дозволени. Ние се трудиме и во Советот да повикаме и до училиштата, и до родителите да бидат пофлексибилни, да воведат малци некои неформални методи на работа, да не биде се класично. Класичната има своја предност, класичниот начин на работа, меѓутоа може би и малку и монотонија внесува во секојдневните активности на училиштата. Значи да внесат на некоја промена, позитивна промена, да ги воведат децата, потоа и во настава, да има и настава во природа. Имаме иницијатива и едно училиште кое е заклучено, значи под Пелистерието, да го способиме, да понудиме на еден објект, каде што ќе може и во природа да се прават некои активности, да се смени, да не биде само во училиште активностите. Значи, сите колку што можеме да понудиме нешто поиновативно, поинтересно, да го привлечиме вниманието на младите. Родителите и тие предпоставувам дека се трудат да направат нешто, меѓутоа секој и не е ни финансиски моќен, меѓутоа можеби и нема ни толку знаење да понуди не знам какво родителство, некое врвно родителство. Се случува сепак децата да избегаат од контрола. Меѓутоа тоа е сите ние колку што можеме треба да понудиме некои активности кои ќе го привлечат вниманието на децата. Ова е прва заедничка активност, да речем, помеѓу Советот и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Сепак тука се работи за студенти над 18 години, да. Но за родителите сите се деца. Без разлика на годините. Така, значи ние работиме и со средношколците, средношколците се идни студенти, така. Ако тие имаат добри навики, добри активности, тоаш многу полесно ќе си продолжат на факултет, па и да не студираат факултет, да се занимаваат со нешто друго, да работат, да почнат да работат, ќе имаат позитивни навики и на тој начин ќе дадат подобар придонес. ЕВБ повикуваме и вие од факултетот, затоа што и ваш интерес е да имате поквалитетни средношколци, можеме заеднички да соработуваме. Еве од кај вас тука сега видов многу интересна неформална активност, играта на љути се, мислам нешто, некоја форма на љути. Така, таа игра јас сигурно ќе направам напори да ја размножиме како игра и да ја поделиме и во средните училишта и во основните можеби. Значи повикуваме еве за соработка. Ако основните училишта ви се многу далеку од вашиот фокус на интерес, меѓутоа со ако работите со средните училишта, јас сум расположен да соработуваме, меѓутоа со средните предпоставувам дека имате почеста комуникација. Па еве да кажеме дека ова е почеток на една богата и една плодна соработка. Одлично, супер. Сите ние колку ќе се поврзиме, колку ќе се мобилизираме, ќе си помогнеме едни на други. Ви благодарам за разговорот. Благодарам се најдобро. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо
активностите во одбележувањето на Европската недела на мобилност се започна со играње на друштвената игра Укло Еко, Укло Вело, а водител на овој настан, да речеме, на оваа игра, Стефани Сиуновска, која што веќе неколку пати била гостин во нашата радиопрограма. Стефани, на почеток добар ден и како се снајде со целата оваа активност денес? Добар ден, навистина јас сакам да учествувам секогаш кога во вашата програма. Како се снајдов? Навистина, ова е Европска недела на мобилност, имаме повеќе активности. Ова активност е едно најинтересните за учесниците, бидејќи нели и физички и ментално учествуваат во играта. Не е само фрламе коцка, ајде не лути се човече, туку и учиме, се едуцираме, имаме и на некои полина и прашања. Па како се снајдов? Интересно, прекрасно се чувствувам помеѓу млади лица. Тоа за мене е одлична можност да запознавам различни генерации, а при тоа и е многу интересно бидејќи се дружиме и нели да се насмееме малку. А Укло ни го овозможува и тоа. Играта е замислена, нели нешто слично како не лути се човече, се фрла коцка, се поминуваат одреден број полиња и доколку се застане на полето кој што е предвидено за поставување на прашања, се поставуваат прашања од областа на сообраќајот. Тоа е да кажи ми колку учесниците ги познаваа правилата во сообраќајот, даваа точни одговори, грешеа. Јас сум премногу задоволна нивни одговори, тоест имавме 3 различни полиња, 2 се со прашања, а едното беше нели виолетово, на тоа поле треба да го додадат универзитетот, да го заследат на Инстаграм. Задоволна сум, мислам дека имавме само еден грешен одговор. Прашањата се општо и за екологијата, но и за сообраќајот и за сето како ние да станеме подобри луѓе, да ги освежиме нашите знања и да научиме нормално нешто ново. Тоа не го научија само учесниците, тоа го научија сите околу, така и јас, нели? Публиката. И публиката, точно. Еден час беше предвиден за играње на оваа друштвена игра, меѓутоа се надевам дека во следниот период ќе имаме можност повторно да ја играме заедно не само со студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски, туку и со средношколците, па понатаму и со основците. Да, во моментов имавме тројца студенти, еден средношколец на почетокот, меѓутоа потоа влегува и студенти и средношколци, се меша во играта. Се надевам дека ова игра, па не само за студентите и средношколците, ќе прерасне за цела Битола, се надевам дека сите ќе сакаат, ќе направиме може повеќе игри. На Укло отворен ден се играше ова игра, сите присутни ја гледа и беа заинтересирани, сакаја да видат. Па се надеваме дека еве на овој начин свеста ќе се поткрене. Стефани, ти благодарам за разговор. Ви благодарам и вас, пријатен ден. Во одбележувањето на Европската недела на мобилност, вклучена Општинската организација на Црвениот крст во Битола, пред присутните една демонстрација како на повредените треба да им се укаже прва помош. Разговараме со Радко Ризовски од Црвениот крст Битола, демонстратор по прва помош. На почеток, колку се младите заинтересирани да научат како треба да се однесуват или како да дадат прва помош, доколку се најдат во ситуација кога треба да ја дадат помош? Заинтересираноста е голема од страна на учениците, од средните, од општинските училишта, доаѓаат на состаноци, каде што во зависност на делата што имаме, активности цело време се вклучени во нив. Денес имате можност да представите или да демонстрирате дел од она што веќе го имате научено, како да се однесуваат и што да направат лицата кога ќе се најдат во состојба да треба некому да дадат помош. Или еве прашањето би било кои се најчестите повреди со оглед на тоа што се работи или за недела на мобилност на велосипедисти, доколку падна, доколку настане некоја сообраќајна незгода во која се и тие вклучени. Повеќето повреди се на глава, на рака, клучна коска, на нозе, зависност од падот, да речеме, како паднал повреден, како настанала повредата или инцидентот била сообраќајна несреќа со друго возило. Практично требаше да се види што треба да се направи. На демонстрацијата кажувавте како треба да се однесуваат, што треба да направат. Во главно со тоа некои работи кои што може би ги учести на часовите на училиште по некои предмети, но имаше и едно интересно прашање што да се прави со оние кои што паничат.
Тие што паничат, само треба да бидеме до нив, како ние обучени по прва помош, да бидеме смирени, да делуваме смирено, да не паничиме. Се додека ние не паничиме, тоаш и повредениот кој е во паника, што е можда да е повреден, мала гремнатинка крв, па паничи или што ми е, да е во паника, ние само треба бидеме да се представиме дека сме обучени по прва помош, да му кажеме прва помош и додека ја укажуваме првата помош, да му кажуваме што правиме, која е постапката и со сето тоа ние ќе го смириме повредениот, да го прашуваме како се вика, каде учи, колку години има и со тоа паничарот на некој начин се смирува и е како во комфорт зона со нас и постепено ни верува на нас кои сме до него. Секако вие сте со повредените, се додека не дојдат на вистина стручни лица. Да, се додека. Дека вие не сте стручни, обучени. Така, ние сме малку кажуваме првата помош, па ги повикуваме нив за тие да преземат работата. Ваш апел со оглед на тоа што ова е заедно со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, може би апел до студентите да се вклучат во активностите на општинската организација на Црвениот крст? Дојдете, волонтирајте, се забавуваме, имаме доста активности на кои можете во кое било време да дојдете да волонтира, да се пријавите како волонтер, да се дружите заедно со вашите врсници и да си поминеме убави да научите нови познавања, прва помош затоа што не знаете кога би ви затребало, дали било негде кога сте излезени, дали би требало за дома. Никогаш не се знае. Никогаш не се знае, да. Во секој случај на овој начин се покажува и хуманоста. Да, хуманоста не пред се. Благодарам за разговор. Благодарам и вас. Ко за инат пред мене ке се појави за инат, само да те видам, а мислев имаш некој други, ме заборави, ти сама се уште си била. Признавам, ниту ден не заборавив на нас. Признавам, покрај се ми беше ти во мисливе. Признавам, немав не сила да те побарам. Со тебе и без тебе тешко е. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, оди, оди, оди си. Твојот поглед тивко пак ме убива, твојот поглед се ми кажува, а мислев имаш некој други, ме заборави, ти сама се уште си била. Признавам, ниту ден не заборавив на нас. Признавам, покрај се ми беше ти во мисливе. Признавам, немав не сила да те побарам. Со тебе и без тебе тешко е. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, ќе глумам дека не се појави.
Како што кажавме, во рамките на одбележувањето на Европската недела на мобилност, во студентскиот информативен центар на УКЛО, младинскиот работник Јовче Крстевски од ИМКА заедно со млади волонтери и студенти изработија мурал за подигање на свеста за алтернативните средства за сообраќај. Околу идејата за изработката на муралот и самиот тек на работите разговаравме со нив. Идејата за муралот е да се подигнува свеста за користење на други средства за сообраќај освен автомобили, поалтернативни, како например велосипедот. Идејата се состои од нешто како символ за пат, на кој што одат разни фигури, некои од нив возат точаци. Горе во десниот дел има порака вози точак, по битолски се измисли. Тие символи кои ќе бидат се дел од символи кои ќе ги користат во Европската унија, пошто сега нели е European Mobility Week. Тие се разни фигури како символи на човечки фигури кои што одат, кои што возат точак, возат возила, се возат во автобус. Така да во таа смисла целата идеја треба да биде нешто сликовито, шарено, кој што ќе асоцира на луѓе кои што пешачат, потенцирање на тоа дека треба да се вози точак, символи на точак, во склоп со идејата на УКЛО да се одбележи со овој настан Европската недела на мобилност. Муралот го изработват волонтери на ИМКА, очекуваме дека ќе се вклучат и студенти понатаму. Така да, ние сме како волонтери, млади, немаме некој искуство, имаме ги правено други вакви некои мурали, принципот е едноставен за работа. Рековте дека имате одредено искуство со изработка на вакви мурали, еве каква техника ќе користите за изработка на овој? Прво неколку години ја користиме ова методологија, да речем, изработка на мурали на волонтери кои што немаат искуство. Биќе релативно едноставно. Се користиме акрилни бои кои што се стварат со вода. Користиме креп траки, значи имаме одредена идеја која што првен се поставува на зидот само формата, само обликот со помош на креп траките и после тоа тие празнини се пополнуваат со боја и после се вади креп тракат и се добива прилика идејата која што сме ја замислиле. Релативно едноставни форми, понекогаш геометриски, понекогаш нешто изоблено, има се зависи од дали волонтерите децата имаат некаков талент, хоби во смисла на цртање и вакви работи. Ако има и ако се погоди во нека група таква, му даваме поќе шанси, поќе да придонеси, поќе да сработи, поќе да ги води другите. Ако не, овие едноставни насоки, да речем, ги координираме со децата ние и трае на кое време дури трае, се зависи од тоа колку деца ќе имаме, обично за неколку сати се завршува и тоа е така. Рековте дека постојано се вклучуваат млади волонтери во изработката на муралите, меѓутоа некои знаат, некои не знаат. Това е одлична можност да се запознаат со оваа техника и можеби понатаму и сами да ја практикуваат. Па може, да, во принцип ова е нешто кое што многу луѓе и сами дома го прават, да речем, наместо да поканат молери да варосат, имат некоја идеја, можат да го искористат. Ова се работи кои што се познати, популарни, ги има на YouTube, значи малку некој да избара, ќе најди разни начини, варијанти како мој дома сам да си го направи, значи не е ништо толку комплицирано. Добро, ќе поразговараме и со некои од волонтерите кои што ги учествуваат во изработката на муралот, но во оваа прилика да кажеме дека одлично е што ИМКА се вклучува во одбележувањето на Европската недела на мобилност на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Убава можност за соработка. Да, ние секоја година учествуваме на некој начин во Европска недела на мобилност. Се зависи од тоа што ни се другите обврски, понекогаш правиме повеќе активности, некогаш помалку, обично имало мурал, лани имаше и соломна нисто. Понекогаш организираме критична маса, некаков друг настан учествуваме, вака сега има и други настани, одиме на нив, следиме. Еден дел од нашата агенда е популаризација на алтернативните начини за сообраќај и да се турка таа агенда за Битола како велоград. Се надеваме дека и тоа ќе го имаме наскоро. Се надеваме ние секако. Сега може би да поразговараме со некои од учесниците, да, ќе ни се представите. Здраво, јас сум Ангела и прв пат учествувам на изработка на мурал
можам да, мислам, за сега да кажем дека е интересна техника и да речем мило ми е што ќе успеам да ја научам и да стекнам искуство и во ваква изработка, па може понатаму да се вклучам во изработки на други мурали и некаде низ градот малце да ги разубавиме ѕидовите кои што се ичкртани Со графити. Да, со графити и слично. Кажи ми нешто за себе, од каде доаѓаш? Од Битола сум студент, ама во Скопје на ФЕИТ. Тука живеам. Ете, летото го поминав во активно учество во ИМКА и волонтирање, бев на екокамп. Во секој случај одлична можност и како студент на УКИМ да се дружи со студенти од УКЛО. Точно така. Па добро, студентите меѓу треба да се познаваме, не се некога кој може да ти помогне. Ти благодарам за разговорот, да слушнеме и некој друг. Ајде, ќе ни се представите? Да, јас сум Мија Дарковска. Исто така волонтирам во ИМКА веќе подолго време и ова ми е некој 5-6 мурал. Имам искуство. Сепак секој нов мурал е нов предизвик. Не е едноставно да се направи, но со дружба и кога мотивот е голем е се полесно. Јовче кажа предходно за идејата и како ќе изгледа муралот, нели сепак ова е радио, разговараме, нема да може да го видат, но сите оние кои се заинтересирани да видат вашата работа ќе можат по завршувањето слободно да го посетат студентскиот информативен центар и да го видат муралот. Како оди подготовката, речеме, се прави една скица, кажа Јовче се скица, па скицата се обидуваме да ја направиме со креп трака на ѕидот на кој што ќе се црта, што е за мене најтешкиот процес, но меѓутоа откако добро ќе се направи скицата со креп траката на ѕидот, е многу едноставно бидејќи само треба да се обои и гледаме најчесто да биде во шарена боја за да биде попримамливо за секој око и исто така интересно и да привлече некакво внимание, кое во нашиот случај е да се вози тучак. Речи, имаш учествувано веќе наназад неколку години во изработка на мурали низ градот, само во Битола? Па само во Битола, повеќето, меѓутоа сум учествувала и на камп во Крушево, каде што исто така сум учествувала, меѓутоа на локално ниво најчесто. Не ми кажа ништо за себе? Јас сум Мија Дарковска, исто така студирам во Скопје, но летото го поминувам во Битола и се обидувам да придонесам колку што можам за градот. Ти благодарам за разговор. Благодарам вас. Ќе ми се представиш на почеток? Јас сум Ана Анастасова, учествувам прв пат во нешто вакво, посебно со уметност. Многу ми е мило бидејќи се работи нешто за велосипедизам, за нешто што јас го сакам, за да направиме некоја промена, не знам, да видат студентите кои што ќе доаѓаат во оваа просторија, кои што можеби, не знам, на локално ниво ќе слушнат за ова. Мислам дека треба да има повеќе вакви мурали низ градот, да го разубавуваат градот, како што каже Јангела, наместо графити со лоши пораки да има нешто вака што ќе ги мотивира граѓаните да направат нешто подобро во сообраќајот, односно за природата. Рече дека и самата практикуваш велосипедизам? Да, едно од омилените начини на превоз ми е со велосипед. Штета што нема доволно велосипедски патеки во Битола и на некој начин со ова сакаме да дадеме еден апел за да се направат повеќе и да можат младите и постарите повеќе да практикуваат велосипедизам. Муралот се работи во рамките на одбележувањето на Европската недела за мобилност. Велат има цели градови кои што во рамките на овие активности затварат цели градови за сообраќај во одреден дел од неделата или цела недела. Јас велам, кога разговаравме со проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Есмина Буневска-Талевска, реков, го имаме широксока како пешачка зона, меѓутоа никогаш не е на одмет да има повеќе такви зони. Да, потребно е, мислам дека Битола е еден град кој што е роден за велосипеди. На Широксокак за жал е забранети се велосипедите, повеќе како пешачка зона, но делот кај Корзото има нацртано мал простор има да одвоен, кој што мислам дека доволно е искористен и доколку би имало поголем простор, тогаш би било уште повеќе искористено. Ти благодарам и се надевам дека навистина велосипедистите
ќе имаат можност да возат баш по велосипедски патеки. Уште една учесница во изработката на моралот, ќе ни се представиш? Јас сум Симона Катевска. Бев ученик во средното училиште Таки Даскало, сега сум брутош на УКЛ во Факултетот за безбедност Скопје. Ова е меѓу моите први искуства со волонтерство. Учествував на настанот за Битола на точак од овој истиот проект и мислам дека исто оваа активност ќе допринеси до свесноста на граѓаните и велосипедизмот во градот. Рече брусош на Факултетот за безбедност во Скопје, што очекуваш да се случува таму? Од 1 октомври започнува новата академска година. Имам позитивни очекувања од годината. Се надаваме. Дека ќе биде се. Ќе биде, да. Ти посакува многу десетки и секако успешна твоја вклученост во изработката на моралот овде. Наука. Благодарам многу. На крајот уште да подсетиме дека активностите за одбележувањето на Европската недела на мобилност беа поддржани од голем број пријатели на УКЛО, а Македонско-Американската алумни асоциација за студентите на УКЛО и Клубот за одржливо живење на универзитетот донираа велосипед. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО FM Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО FM Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму заедно со нас на 90,8 МГц. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млади блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песмо моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш за мене, се уште тише, тише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у невоша. Песмо моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш за мене, се уште тише, тише ме во тебе. Песмо моја, звезда моја, желба моја, само моја, ти се сила каква нем, ти се сила што ме тера Божи глас да чуjem, во себе што ме крева, вечна љубов ја запара, вечна љубов со неја да најдам. Песмо моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш за мене, се уште тише, тише ме во тебе. Во тебе. Во тебе. Се уште тише, тише ме во тебе. УКЛО FM Битола, септември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО FM Битола.
Студирај квалитетно на Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.